Се чувствувате ли дека е тоа палома хартија како далеко што? од памет. Вие ставивте ли подпис на палома хартија ли? Не. Мислам дека и Димовски сигурно сериозно не мисли на таа работа. Едноставно, знаете, ви кажам, тоа е дел више од нашево политичко секојдневие, кој поише крв ќе пушти или кој поише нешто ќе каже, тоа веќе партискиве препукувања по еден ако каже, одма другата партија реагира. Интересот, повторувам, интересот на Македонија да ја гледам. Вие го гледавте интересот ли кога се вративте или сепак само имаше... интересот. И кога влегов во комисијата, интересот на Друго ми е прашањето дали сепак странскиот фактор повеќе ве охрабри отколку македонските лидери поради тоа што велите дека пуштаат крв, тоа е вистина, секој ден се препукуваат. Имав сигнали дека веќе од прилика се уздрее работата, можда едноставно. Јас мислам дека и пред да ја дадам оставката, ако ја направев, требаше една средба да направам на највисоко ниво, можда и уште тогаш ќе го решевме во јули. Ќе го решевме. Случајот бев малку разочаран затоа што ние втората седница на комисијата си направивме тајминг. Тајмингот ни беше до 6-7 јули да ја завршиме работа. Тоа веќе беше 10 јули. Едноставно се беше готово. И од што се разочаравте? Па едноставно видов дека немам поддршка и од едните и од другите, затоа реков ако го ставам ова сега на Зашто немавте поддршка? Поддршка во смисла и на квалификации и за едноставно и едните и другите тактизираат ова ќе едноставно сватив ако инсистирам до крај, фактички можеше да биде 4-1 контра мене да биде. И каков тој извештај претседателот и затоа сватив викам ај подобро да се договорите се, јас ќе се повлечам, а ако имате желба, повторувам, во интерес на државата, земете договорите ги формулациите, ако треба, јас и цело време останам. Повикајте ме, јас ќе потпишам извештај. Затоа што 99% јас сум директно учествувал во оваа работа. Не можам да бегам, нема ништо ново. Тоа исто во ова што го усвоивме, можевме и на 10 јули да го усвоиме, ама пусти македонски инат или едноставно така, едни и други почна, едните од прилика ќе кажат, другите вика по-цврсти ставови, вие ако е така тогаш и ние се повлекуваме, наша работа. Тоа го разбирам. Странците не може да го разберат, али беа упорни. Балканскиот менталитет не може на водење на политика да го разберат. Како не можат историски е познат тој или историјата е славен тој менталитет. Али ја да ви кажам право, мислам дека од прилика знаев дека ќе дојде до овој консензус, али добро е што се надмина ситно партиските интереси, значи се ставија државните интереси за извештајот. Како изгледаат односите? Навистина е мистерија, енигма односите помеѓу господинот Груевски и господинот Заев. Секојдневно се препукуваат, се навредуваат преку соопштенија. Да не кажам нешто погрешно, ќе бидам разбран, секако сигурно ќе бидам погрешно. Овие 2 месеци имав едно 3-4 средби тет-а-тет со Груевски и со Заев. Ја да ви кажам право, мислам дека толку, да не кажам, непосредни, толку на ниво односи, да не кажам, со едно почитување еден визави друг, не сум видел. Дури и кога беше средбите, јас многу сум изненаден, например, Шекерински ја знам од порано, бидејќи нели бев некој фактор ја у СДС, а Протугер прв пат го видов. Мислам, човекот никој пат не сум го видел, поготово не се појавува тој ни у јавност, не излегува, така што ми беше откритие, што би се рекло. Толку кооперативен, толку едноставно со Шекеринска, кој ќе ги видевте како се угласувам, седиме 5 саат. И некој пат на крај, кога дојде беше, им реков, еве ви, мислите на Македонија, еве ви 20 минути, сами ги оставив, но толка округлама се излегувам ја надвор. Само ве молам, кога ќе се вратам, дајте ми заедничко прифатливо решение. Аман више да ја средиме работа. Едноставно, иако сум постар, можам родител да бидам, ги карав едноставно, али се дадоа и Радмила и Протугер се дадоа и сака да работе. Мислам дека вака кога ќе ги видите, мислите, впрочем и со членовите на комисијата, ми е едноставно. Мислите од иста партија дека се? Ние кога почнавме, јас например господјата Долич прв пат ја видов, или исто така, он бил мој студент, ама не сум го, ние тројцата од правен факултет, така што
така и работев ја комисијата, ќе почнеме, па некаде после 2-3 сата, ајде по едно помалце виски, па ајде малце ова, па оно. И после кога завршиме пак повторно исто така се поздравивме. Мислам дека иако имаше дисонантни, на пример, мислења од едната и од другата страна, али у суштина еден од бенефитите за работата на комисијата, јас еднашка спомнав, е прв пат ВМРО и СДС седнаа на маса. Од највисоко ниво, од лидерско ниво, па вториот ешелон, ако може да речеме Шекеринска и Протугер, па ешелонот експертски пратеници и така натака. Значи, немаше дисонантни тонови, верувајте. Немаше високи тонови, немаше навредувања, нити обвинувања. Не, едноставно можеш, имаше кроз шала, вие ова правите, али сето тоа беше, имаше добар шмек. Зошто тогаш дневно политички изгледа вулгарно македонската политика? И после кој ќе ги видам тие истите што сме седеле на маса, после 2-3 сата кои ќе почнат преку медиуми, викам дали е ова можно. Дали се истите луѓе? Дали се истите луѓе? Верувајте, толку се Заев повеќе го знам. Груевски имав сега овие неколку месеца, неколку средби со него, не го знаев толкува, али верувајте, кога и се разговараш, и уште една првата средба, кога преговараа јас да бидам, да ми дадат поддршка и Заев и Груевски во кабинетот на Груевски, идејата беше токму тоа. Значи, дајте, направите извештај, прифатлив за сите, и кој што извештај, особено инсистиравме на препораките за да излеземе од кризава. Европа тоа ни го бара. Имавте изјава дека во СДСМ имало несогласувања. На што мислевте во интервју за Фокус? Видете, тоа беше мој една лична импресија, можда и јас интервјуто го дадов пред да се активирам, значи веќе си бев по доставки, мислев дека со тоа заврши мојата работа. Имаше дисонантни, знаете, сега едно нешто ќе се каже на комисија, еден став, например, и потоа ќе одржат пратеничка група, што за мене беше невообичаено. Нашите заклучи, тоа се сепак мала комисија, експертска комисија, ја цело време инсистирав тоа да не иде надвор. И можда доста од медиумите ми се лутеа зашто не даваме информации. Цело време водев сметка се што правиме материјалот да остане тука и кој ќе дојде финалниот производ да го дадем. И сега, на пример, на пратеничка група, па се на следниот состанок се бара затврстување или појаки ставови или појаки формулации од оноа кој што веќе ние сме ги усогласили. Така што беше невообичаено сега зашто да, ако е нешто утврдено, нема потреба по притисок од пратеничка група или едноставно да се затвори. Мислам дека требаше да представниците на СДС и на ВМРО не се мешаат, додуше на СДС едноставно чисто експертските ставови да се застанат сега дали формулациите се. Како знаете дека ВМРО не се мешале? Па не, они си едноставно немаше еден став и тој став си го од почеток до крај овде имаше појак како би се рекло, помек став и да има и така натака. Така што мислам, али го пребородевме тоа малце, али да, сега тука малце нели и експертската комисија се формира 2 дена. Мислам, јас станав председател на комисијата од 1 март, ама јас станав председател 2 дена после конгресот на СДС. И тука нормално сега знаете како е лидер нов, па пратеничка група стара, па едноставно малце дискрепанца, некој учествувал во настаните како пратеник, фактички представниците на ВМРО беа учесници, биле присутни у салата. Овие од СДС уопште не ни биле. Фрчковски, Рената, не, јас, исто така. И сега имате... Сметате ли дека треба да има оставка на господинот Трајко Велјановски? Повторувам, не е наша работа. Не е тој е личен чин оставка, кој ја што дадов, прочем, и ја и да барам, кој сум ја да барам. Прво, немам легитимитет. Второ, извештајот е ви, немам ни мандат, ама еве го, извештајот иде сега во собрание. Собрание има комисија. Можат да интерпелација да можат што сакаат сега може да барат. Има лидерите видоа што е на маса,
Повторувам, не е нашиот мандат. Ако влеговме ние у тој мандат да Никогаш немаше да завршите. Прво немаше ни извештај да има, немаше ништо. Да. А најголем бенефит, повторувам, од целава работа се препораките. Верувајте, ако нешто мислам вреди и вреди собранието сега на вистина да се напрегне да ги вложат сите сили, да ги имплементираат препораките во деловникот, во собрание, во закон за собрание, Да. во особено етички кодекс да се пазете, во нашава држава имаме етички кодекс за сите. Од универзитетски професори, Новинари. полицајци, новинари, администрација и така Но натаму. не и за пратеници. За пратеници нема. Елементарна работа. Ова е млада демократија, господин Давидковски. Така е. Ви благодарам што бевте гостин. И мене ми беше мило.